Натушка, ако секаде. Но зошто ме тепаш мене, една кутра несрекница? Само да го признаваш тоа, ти си несрекница. Влечеш после без зла старост достојна за твојата злост. Но зошто ме изфрлаш сега надвор од куќата? Излегувај, ајде. Навистина не знам каква несреќа го снашла мојот господар и од каква беска го земен. Како што гледате, само ме малтретира, а често и по 10 пати ме изфрал надвор од куќата. Навистина не знам што да правам. Наскоро се ближи породувањето за неговата керка, а веќе тој срам не гледам како може да се сокрие. Фала Богу. Ништо не чекала. Стафила, влези! Влези! И навистина да ја чувам куќата, од страх да не ја однесат, нели? Што вредно би можеле да најдат крадците тука? Полна е со пајажини и празнотива. Сакам да ви бидат чувани овие пајажини, ме разбираш? Да ако дојде свеќата и не за да не ја пушташ. Мислам дека и таа сама ќе те пази да не влезе. Замолчи и влези. Замолкувам, гледувам. Морам да одам. Градоначалникот ќе дојде да ни дели златници на нас сиромарите. А ако не отидам, ќе мислам дека имам злато. Морам да одам. На сцена се братот Мегадор и сестрата Евномија, каде Евномија му предлага на Мегадор да се ожени. Добар ден, брате. Добар ден, сестро. Јас на кај тебе бев тргнала. Што е работата? Биди сосем уверен, брате мој, дека тоа што ти го велам го диктира мојата приврзаност кон тебе. А е во твоја полза, како што и доликува на вистинска сестра. Јас знам дека нас жените не бие лош глас, дека сме големи брабливки и со право се тврди дека никогаш, едно големо никогаш, ниту една жена во светот не била нема. Но имај во предвид една работа. Ние немаме поблиски роднини, ни ти, а ниту јас. Затоа мора да си даваме совети еден на друг. Прекрасна жена. А која е таа прекрасна жена? Тоа си ти, сестро. Ако речеш дека не си, значи јас ќе речем дека не си. Човек како тебе ја кажува вистината. Таква е мојата мислење. Тие се која од која е полоша денес. Току дојде на сум за една работа што мислам дека е од особена важност за тебе. Зашто станам збор? За да се обезбеди за секогаш твојата среќа. Кажи го. Што да правиш? Да се ожениш. Боговите нека ми си направиш. Ајде, брате, јас можам да ти предложам една сумнош на дебел мир, но таа е веќе зрела жена со избегани години. Но ако имаш ти некоја на ум, кажи ми па да ти дадам своја мислење. Кутриот, јас, сестро, ти ми го размати умот сега со овој твој предлог. Храна, совет. Ајде, послушај го советот на сестра. Ако имаш некој на ум, кажи. Таа е веќе зрела жена со избегани години. Таа ја знаеш, веќе керката на комшијата. Овој комшијата се ромави. Да. Убава, млада, ќе ја земам. А еден ден за село можам заедно, а утре во погреб. Зошто така велиш? Така? Ајде ти ми го кажи твојот предлог, која мислиш, која сакаш да ја земеш, па јас ќе ти кажам што му Знаеш ли овој комшијата? Еден доста силно човек. А тој другиот? А тоа е неговата керка. Ама, брате, Без дискусија, сестро. Знам дека ти рече дека е сиромашна, ама јас се сакам сиромашна. ајде, боговите нека ти се напомниш. Еве бе, сега некој сега паш. Знаеш кога излегува фотома да ходам за џаб. Не знам ни градоначалник ни никој. Суко да поврзам дома, зашто ако телото ми е тука, душата ми е дома. Браво, естино. Боговите нека ти бидат набомаш, кажи ми се држиш добро. Не толку многу добро во однос на парите. Веруј, ако знаеш да бидеш задоволен со тоа што го имаш, ќе имаш доволно пари, за да бидеш среќен. А старата му кажала за моето злато. Што се зборуваш сам со себе? Си оплакувам сиромаштијата. Имам возрастна керка за мажење, ама таа е сиромашна и нема мирис. На кого ли можам да му ја дадам? Зборувај така, има надеж. Јас сум дојден да зборувам со тебе за работа што ме интересира 20. Причекај малку, сега ќе се вратам. Кога дојдеш? Ќе дојдам. Дјаволите, сигурен сум дека кога ќе му зборувам за керка му, тој ќе мисли дека се шегам со него.
Ама тоа е. Нема ништо на светот што бебето би го направило човек поскран. Оф, се е смена. Кажи се, што сакаш? Кажи. Сакам. Но ми дај шкетки за жена. Мега, не ти личи да се подсмаш со сиромав човек? Не сум тој работа да се шегам со тој. А па зашто бараш? Сакам да се омажам со неја, да ги кимам вредна, добра. Ама таа сиромашна нема да донесе мирис. Не добар мирис, само да е вредна с добар карактер. Па добро, нека биде. Договорено. Ако немаш ишто против, да направиме свадба по ден. Одлично, нека. Ајде, здраво. Стромил, брзо до тебе треба. Ќе ме до пазар, ќе справи свадба. Да, ајде. Каде си ти, Дордорке? Што ми стави се со сите тато била за керка ми? Стафила, тебе ти зборувам, ме слушаш ли? Ја ветив керка ми на нашиот сосед Недалов, ќе спремаме свадба денес. Изчисти оваа куќа, сакам се да биде спреман. Боговите нека го благословат нивното соединување. Замолчи и подспремај. Јас сега ќе се вратам. И сега, што да правам? Уште малку и јас и мојата млада господарка ќе станеме за никаде. Се ближи нејзиното породување, а веќе нејзиниот срам не може да се сокри. Што сега да правам? На сцена се слугите кои се задолжени за подготовките на свадбата. Уште за свадба сме, ама ајде. Лезот. Што се гргориш, бе? Молчи. Дојдовме да готвиме ручек за свадба. Што ти пак успеваш добро? Сакам да знам дали ќе не оставиш овде да го готвиме ручекот. Да или не? А јас сакам да знам дали овие мои пејачи ќе останат нечепнати. Само ако те видам да стапнеш еден чепор до мојот ќуп. Но ќе те направам пуздер. Што сме ти толку сгрешиле па да не оставаш овде да го готвиме ручекот? Ајде замолчи. Не, јас не можам да го оставам овој ќуп дома. Не можам да го оставам на искушение. Ако го оставам, ќе ми украдат. А не можам тоа да го дозволам. Повеќето од пријателите ги известив за мојот план за жени. Сите тие зборуваат цело за керката нефтина. Ево го да го прашам и не. Опа, Недало. Добар ден. Многу добар совет даде тоа за штедењето. Си ме прислушувал? Да, се од почетокот, без да пропуштам ни збор. Остави тоа. Да видиш малку по-елегантен за свадбата на кефите. Остави елеганција, туку што сакав да те обвинам за нешто. Што работа? Ти ја преполни мојата куќа со кратци. Ќе заповедам да донесат свештено буре, вино, па да се напием. Не, благодарам, ќе пијам само вода. Денес сум решил да те напијам вино, иако пиеш само вода. Овој човек решил да ме напие и така мојот ќуп ќе припадне во чужди раце. Ако немаш нешто да ме прашаш, дома се приклучам на блиготов. Оди. Се гледай. Старецот Евклион оди да го сокрие неговото злато во храмот на божицата Фидес, од страх да не го украдат. Божице Фидес, те молам, чувај го моето злато. Јас ти верувам тебе, но немој да ме предадеш. Не го предавај моето злато на други луѓе. Ти верувам.
само ќе го претресам целиот храм додека не се вратам неговиот стопан. Излегувајца ми е нешто идено од подземја. Од каде се појави сега? Никаде те немаше. Ама што ти е тебе, старецу? Зошто ме тепаш? Ајде, покажи ми ги рацете. Еве, Добро, гледам. Ајде, се облечи го палтото. ајде по твоја волја. Еве, А, да не ти е во мајца? ама што бараш? Многу добро знаеш ти аз тебе што ти барам. Ајде, покажи ми ги повторно рацете. Еве, Добро, гледам. Не те тормозам веќе. Ајде сега, кажи ми, каде го софри? ама што сум ти сокрил? Не ме прашувај од прашања што сами ги знаеш одговорите. Што ти е тебе, старецу? Ти се научил да се подбиваш со луѓето, јас мислам. Не си поигрувај со мене, не ми е до шега. Ке те однесам на суд, ја знаеш ли? А јас ке си одам, не можам со тебе веќе. Остани, остани. А кај е другиот? Кој беше предналку со тебе внатре? Ако го најдам, лом ќе го направам. Сега ќе проверам јас. Ајде, оди си. Тешко мене кога сиромав човек и си има работа со говорите. За малку овој ќуп полн со злато ќе припаднеше на сиромав, бедник. Туку да го софријам во шумата и изгубив довербата во Божицата Фидес. Таму ќе биде поскриено. Тука ќе го оставам, еве вака. Никој нема да го најде. Па богатството сега ги надминувам и чудовиштата.